Хотелиерите се согласни со министерот Николовски дека на Охрид и Струга им се потребни нови хотели и тоа со 5 звезди, за да се привлечат повеќе гости од висока категорија. Наместо згради за колективно домување, потребно е стимулирање на изградба на туристички капацитети. За тоа се потребни измени во законот за градење, велат од Хотелската асоциација. Но додека се донесат тие измени, приоритет според нив е побрзо довршување на патната инфраструктура до туристичките центри и отворање повеќе авионски линии. Секогаш поврзаноста може да биде подобра, значи како што спомнав од почетокот, значи се работи на таа инфраструктура, се работи на поврзување на поголем број на летови. Аеродромите ги имаме, треба само да се дооспособат. Имаме напредување на некои соседните држави, аеродромите како Тирана, како Белград, сега може да се зборува и за Експо кој ќе биде во Белград, нели? Тоа ќе придонесе многу и за цел Балкан, не само за Србија. Но треба да се гледаат и да се планираат, да се види однапред нели што може да се очекува од сето тоа. И хотелиерите од соседството велат дека на Охридското крајбрежје му недостигаат современи луксузни хотели. Викенд становите креираат масовен туризам и инфраструктурни проблеми, а луксузните хотели носат гости со подлабок џеп. Фокус треба на бољу сараѓу. Фокусот секогаш треба да ни биде на подобрување на условите. Мора да се модернизираме како сектор. Како прво мораме да работиме на подобра инфраструктура до хотелите и треба да се градат нови модерни хотели кои ќе привлечат гости со подлабок џеп. Тоа е клучот за напредок во туризмот. Не смееме да се задоволуваме со масовен, потребен ни е елитен туризам. Секаде во регионот, не само кај вас. Министерот Николовски најави дека владата планира да ги олесни процедурите за градба на хотели. Според него не може да се зборува за туризам, а во главниот туристички центар да нема ни еден хотел со 5 звезди. Во ред е и треба да има заштита, но ако сакаме да се развиваме во туризмот, во делот на изградба на хотели, а не во згради, треба да ја олесниме процедурата за изградба и да привлечеме инвеститори, потенцира Николовски. Инаку на брегот на Охридското езеро има околу 40.000 викенд станови, а само околу 7.000 хотелски соби. Расположливите капацитети во екот на сезоната се исполнети и до 90%.